денешнава емисија Домострој ќе направиме паралела и ќе го објасниме настанот поради кој децата после крштевање се внесуваат во храм, машките и во олтарот, за потоа да бидат причестени. Тоа се нарекува воведување во храм или представување пред Господа на новиот член, а е по пример на празникот Сретење, кога Христос како мало дете беше донесен во храмот за да се јави пред Бога. Ке се задржиме на зборот среќа, што значи во нашиот јазик, од каде потекнува зборот среќа и неговото значење, и ке позборуваме за тоа како човекот знае да празнува, од каде побудата да ги празнува празниците, да чувствува радост во нив. Кој е оној порив кој што човекот го прави празнично битие? Сушу глобородителною землю, сонце наше слава иногда, яко сте на Богу сте, оба поли вода, людем пеше море ходящим. Меѓу 12 големи христијански празници спаѓа и празникот Сретение Господово, што секогаш се празнува 40 денови по рождеството Христово. Според законот Мојсеов, на жената што ќе роди машко дете, во текот на 40 денови е било забрането да влегува во храмот Божји. По истекот на тоа време, мајката доаѓала во храмот со младенецот за да му принесе на Господа благодарствена и очистителна жртва. Пресвета Дева, мајката Божја, немаше потреба од очистување зашто го роди изворот на чистота и светост без да познае маж, но по своето длабоко смирение, таа му се подчини на пропишаното во законот. Во тоа време во црквата служел праведниот свештеник Захарија, таткото на Свети Јован Крстител. Тој ја поставил Богородица на местото за девојките, а не за жените. Таму затекнала еден побожен старец по име Симеон, кому претходно Светиот Дух му предскажал дека нема да умре се додека не го види Спасителот. Светото предание раскажува дека тој е еден од 70 преведувачи на Стариот Завет од Светото Писмо и дека ја преведувал книгата на пророкот Исаија. Кога стигнал до 14 стих од 7 глава на оваа книга, прочитал: Затоа самиот Господ ќе ви даде знак. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе му го дадат името Емануил. Помислил дека се работи за грешка и се обидел да го исправи зборот девица, но ангел Господов му ја запрел раката, велејки му: Напишаното е точно, затоа ништо не поправај. Ти нема да умреш додека со своји очи не го видиш исполнувањето на тие зборови. Тој ден Светиот Дух посебно му соопштил на Симеон дека токму тогаш ќе го види Спасителот. Дошло времето кое човештвото го очекувало со векови. Во светот се јавил оној што ќе стане победник на гревот и смртта, кој за сите луѓе ќе го отвори патот во Божјото царство и ќе ја бара секоја изгубена овца. Кога Богородица со Исус пристигнала во црквата, старецот Симеон возбуден го подигнал малиот Исус и му благодарил на Бога велејки: Сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, според твоите зборови, зашто моите очи го видоа твоето спасение, што си го приготвил пред лицето на сите народи, светлина за просвета на незнабожците и слава на твојот народ Израил. Потоа Симеон и ги предскажал на Богородица страдањата на незиниот син, што ќе бидат причина пак и за незините страдања. А на тебе самата меч ќе ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца. Симеон го видел Христа и тој сега може со мир да замине кај праотците, тоест да умре и да слезе во Шеолот, во местото каде што заминувале сите умрени пред Христа, очекувајќи го своето ослободување. Но Симеон им ја однел радосната вест дека останало уште сосема малку за чекање, бидејќи тој лично на своите раце го држел оној што ќе го разурне адот. Во тоа време во храмот влегла и пророчицата Ана,
побожна старица на 84 години, која не се отстранувала од храмот, служејќи му на Бога ден и ноќ со пост и молитва. Во тој час пристапи и таа и почна да го слави Господа и им кажуваше за него на сите што го чекаа спасението на Ерусалим. До Христовото рождество, сите праведни мажи и жени беа живееле со вера во Месијата кој требало да дојде, Спасителот на светот, и го очекувале неговото доаѓање. Последните праведници на Стариот Завет кои истекувал, праведниот Симеон и пророчицата Ана, се удостоиле да го сретнат во храмот носителот на Новиот Завет, Господ Исус Христос. Во настанот на Сретение Господово, црквата гледа средба, тоест сретнување, што и значи зборот сретение. Сретение меѓу двата завета, меѓу Новиот Завет, кој воплотениот Месија Христос ќе го склучи со луѓето, и Стариот Завет, олицетворен во старецот Симеон. Фарисеите присутни во храмот му се налутиле на Захарија што Дева Марија ја ставил на местото на девојките и за тоа го известиле царот Ирод, кој се посомневал дека новороденчето е Спасителот за кој му зборувале мудреците од исток, поради што веднаш испратил луѓе да го убијат. Но ангелот претходно му соопштил за опасноста на светото семејство и тоа веќе било на пат кон Египет, подалеко од дофатот на злогласниот цар Ирод. Во спомен на средбата на Исус Христос и Пресвета Богородица со праведниот старец Симеон и пророчицата Ана, во црквата востановен е празникот Сретение Господово. Црквата на денот на празникот пее: древниот поденови, кој на Мојсеј во древноста му го даде законот на Синај, сега го гледаме како младенец и исполнувајќи го законот, како творец на законот, според законот во храмот се донесува и на старецот му е врачен. Истиот, самиот Бог кој на Синај говорел со Мојсе и го востановил јудејскиот закон, сега, како воплотен Син Божи, како Бог што станал човек, како богомладенец, е донесен во храмот, исполнувајќи го истиот тој закон. Во зборовите на црковните химни е очигледно црковното учење за тоа дека во сите времиња Бог општел со човештвото во лицето на својот Син. Сушугло бородительною землю, солнце нашествова иногда, яко сте на Богу сте, оба поли вода, людем пеше море ходящим, и богогодно поющим, поим Господеви, славно Бо прославися. Зборот среќа за многу работи се употребува. Кога честитаме роден ден, велиме среќен роден ден. Кога почнуваме работа, велиме среќна работа. Со среќа нека е. Среќата исто така се употребува и кога некој ќе добие лото. Меѓутоа, ние ќе се задржиме за објаснувањето на зборот среќа во вистинска своја конотација, кога ќе кажеме среќен празник. Што представува тоа? Во нашиот збор среќа се крие словенскиот збор срешта. Срешта, односно сретение, средба. Значи, во средбата е среќата. Средбата со ближниот и со Бога. Една изрека од отците подвижници вели: си го видел ли својот брат, Бога си го видел. Нашата среќа и нашата утеха е во ликот на ближниот. Според видението на Свети Макарije Египетски, блаженството во рајот е во средбата со другиот лице в лице. Мрачното мачење на оние во пеколот пак се состоело во престојувањето еден со друг, но свртени грб со грб, така што не можеле лицата да си ги видат. Затоа,
Посакуваме секој од нас во животот да има многу сретенија, тоест средби, и еден со друг и со Бога. Во овој живот, Бога да го согледуваме како во огледало, во одразот на Неговата слава и Неговата промисла за светот и за нашиот живот, секојдневно да го сретнуваме и да го познаваме Бога во ликот на ближниот. А во Небесното царство, со Бога да се сретнеме лице в лице и тоа најважно сретение да не направи среќни, блажени за вечни векови. Амин. За тоа колку е културен еден народ, ќе оцениме според тоа како и колку знае да ги празнува празниците. Низ целата човечка историја гледаме дека нема цивилизација без свој празник. И тоа се движи, тоа празнување од митолошки, некои настани измислени од луѓето на китени, до идеолошки, во однос како е, например, празник на детето, празникот на жената, празникот на трудот, празник на некоја политичка фигура или идеолошка фигура, празник на цел еден народ или држава. Овие до некаде зафаќаат имаат земен корен. Меѓутоа, постојат и празници кои што се есхатолошки. Есхатологија значи наука за вечноста. Тие празници треба ние сега да ги објасниме, да влеземе во коренот нивни и да ги преосмислиме, за да човекот и тој самиот празнувајќи ги нив добие една есхатолошка, односно вечна димензија. Циклусот на живот на еден човек е спиење, јадење, работа, повторно спиење, јадење, работа. И тој циклус води се до моментот на умирање. Според ова, ние воопшто не се разликуваме од животните, бидејќи и тие истиот циклус го имаат. Меѓутоа, кај животните, чувството за одмор е повеќе физиолошка потреба. Тие мора да одморат за да продолжат да работат. Меѓутоа, човекот одморот го осмислува на подуховен начин. Тој не одмора само за да може да работи утре дента, туку во период на одмор, во период на празнување, тој ја осмислува својата работа. Кон која цел таа се движи? Каква е целта на неговиот живот и смислата негова? Затоа човекот преку ова чувствува дека е многу повисоко битие од животните. А според тоа, тој така и животот го уредува. Затоа што секоја работа, ако нема награда, ако нема одмор, за човекот би било само агонија. Во крајна смисла, и животот би бил најефтината работа која што човекот ја работи, ако плата му е смрт. Зашто на крај сите тоа го добива. Но тоа не е така. Зашто најдрагоцено нешто во животот на човекот е неговиот живот, неговото битие. И тоа не е случајност, нашето постоење, а според тоа и не е безвредно. Повторно ќе речем, според платата се одредува и големината на работата и важноста нејзина. А Бог ќе понатаму ќе кажеме каква награда ни даде за нашиот труд кој што е наречен живот. Што најмногу му фали на човекот? Пошто тој копне? Самата работа, зошто ја работи? Сето тоа го прави за да стекне слобода. Затоа што во овој живот, од чинот на негово зачнување и создавање, до чинот на болест, до климатските услови, па на крај смртта, сето тоа му покажува дека човекот е заробен. Не е кроител на својот живот и на својата судбина. Затоа тој, работејќи, осмислувајќи ја својата работа, го осмислува и трудот, како преку тоа стекнување на материјалното добро да си доживее каква таква слобода. Тагата на животот најдобро можеме да ја запознаеме преку делата на поетите, преку уметничките слики на најпознатите наши сликари.
Зашто најрадосен момент на кој што и старите и помладите се сеќаваат е детството. Токму поради празнувањето, односно вечното празнување и со бескрајните можности кои што човекот ги гледа во животот како перспектива додека е дете. И секој кога ќе се присети на детството, тој како да почнува да празнува, да се радува. Тој момент престанува во моментот кога ќе ја спознаеме тагата од загубата. Загуба на ближни, загуба на својот собствен живот. Затоа човекот моментите на тага и мака ги заборава кога празнува. Всушност таа тага поради загуба е всушност тага за вечен живот, за се што постои околу нас и нашите ближни вечно да постојат. А вечноста без Бога не е возможна. Затоа коренот на секоја тага е потрагата по Бога. И ни светот и во денешницата ќе најдеме правилно и вистинско празнување на празникот и корис од него и подготвување за него. И во деловите каде што нема вера во Бога ќе најдеме сурогат или субститут или замена за она што всушност човекот го движи да празнува. Кои се главните карактеристики кои што не подготвуваат за еден празник? Секако најпрвен ќе почнеме од облеката. Кога некој оди нешто да празнува, да слави, првен ја менува својата секојдневна облека. Кој бира најновото руво. Ние ќе влеземе во длабоката суштина на овој момент. Имено и кога Христос зборува за гозбата на царот, на царскиот син, во Царството небесно, тој зборува дека оној кој што не беше променет, оној кој што беше со своите гревови и со гревовната облека влезе непроменет во царската одаја, тој беше избркан. Понатаму, на секоја прослава, ние се трудиме да има што побогата стрпеза, да се насладат сите сетила и сите чувства. Дури и музика, за нито едно сетило да не биде гладно и опустошено. Од друга страна, ова произлегува од желбата на човекот сите духовни сили да му бидат задоволени, да има мир и спокојство, ништо да не му фали. Друг или трет поточно момент е пијанството. Опијатите, земање дрога и слични субстанции кои што на човекот умот му го одземаат. Но тој во тие моменти чувствува опуштеност, релаксираност, заборава на проблемите, буквално како животот да ќе нема крај. Но тоа е лоша замена за онаа благодат Божја која што Господ ја дава, преку која и не ослободува нас луѓето од прангите на материјалното. Таа благодат токму тоа ни дава. Проштевајќи ни ги гревовите, Бог ни дава таква опуштеност, таква безгрижност. Учејќи се ние на љубов кон сите созданија, нема од што да се плашиме и живееме во состојба на безгрижност, како некои мали деца. Тоа е вистинскиот начин како треба да се човекот подготвува за празник и како треба да живее. Што се однесува до човечкиот порив, таа тага некако да ја намали преку најновите истражувања, преку докажувањето на почетокот на светот, за откривањето на праматеријата од која што светот настана, за големиот прасок, за генетскиот инженерик, за клонирањето. Дали некој од вас почувствувал дека тагата што ја чувствува во животот му се намалила барем и за малку откако ќе слушнале за вакви откритија? Па нека биде тоа и живот на Марс. Од друга страна, да погледнете лик на некој светител, на лице обожено и исполнето со благодатна енергија, ќе погледнете дека единствена тага во него е тагата за што поскоро соединување со Бога. Или пак тага заради гревовите на другите луѓе. Целите се радосни. Земете го примерот на Свети Серафим Саровски. Секој човек кој што му приоѓал, тој му велел радост моја. Значи, лицето на другиот, средбата со другиот, сретенијето со другиот, всушност му представувало извор на среќа и на радост. Тие буквално функционирали, се однесувале како мали деца
толку незлобни и толку радосни како нив. На се нешто, на животот, на природата, на птиците, на небесниот свот се радувале. А се поради тоа што Бога го откриле. Христос за нив беше извор на сите задоволувања, зашто тој рече: кој верува во мене, нема никогаш да огладни и да ожедни. Секако не мислејќи на телесните јадења и пиења, туку зборувајќи за суштинската потреба кој што денешниот човек гледа да ја згасне, тоа е потрагата по Бога. Тој ги задоволува сите своји свети со се она што им е потребно на луѓето. И таа состојба на слобода и на радост единствено може да се наруши преку гревот. Празнувањето на вистина може да се наруши единствено кога низ човекот ќе пролета мисла, лоша мисла за некој друг човек или ќе направи некое дело, а не тресењето на кебиње и метењето на двор. Затоа што толку многу се преоптоваруваме за тоа дали да работиме на некој празник или да не работиме. Адам, првиот човек, состојбата на празнување постојано ја загуби токму поради тоа што сгреши. И затоа оној човек кој што знае како да празнува, тој се бори секој греф од себе да го истисне, да го исфрли, да се покае за него. Затоа што човекот се труди преку тоа да стане добро битие, а преку тоа и да стане вечно битие. Отамо изборот празник значи испразнување од секој греф и од секое бреме кое што се од овосветски размери. Затоа како највисок начин и највисока култура човекот да празнува, ние ги обработуваме црковните празници. Бидејќи во нив минливото и неминливото се соединуваат. Тагата за смртта и радоста за живот се соединуваат и се прославуваат. Токму поради тоа и христијанството најдобро можеме да го разбереме преку неговите празници, а не преку неговата догматичност. Токму поради тоа, како извор и причина за таа радост во христијанството, ќе го наведеме празникот Воскресение Христово. Овој празник навистина успеа сите таги во овој живот да ги претвори во радост. Затоа ќе проследиме како првим во Стариот Завет овој празник заземал место, а какво значење и какво место има во денешниот свет. За евреите Пасха празникот бил празник на обновување пролетно, но и во спомен на ослободување од робството на египтјаните. Тогаш јагнињата им доаѓале на свет и тогаш од глад преминувале кон изобилие, од робство египетско кон слобода кон ветената земја. Овој празник својата праслика ја исполнил токму откако Христос воскреснал. На истиот ден. И тогаш Воскресението Христово добива универзална вредност не само за евреите, туку за сите луѓе. Затоа што секое создадено битие, секој човек, секоја личност ќе воскресне и ќе добие живот вечен. Затоа Воскресението стана символ на смислата на животот, а тоа е достигнување на новиот Ерусалим, вечниот град, односно вечниот живот на човекот. Тој се смета за 8-миот невечерен ден, оти ќе започне со утро и нема да заврши. По него нема да има веќе броење на минутите и деновите. За човекот времето престанува и вечноста настапува. И тогаш празниците сите ќе добијат смисла во тоа испразнето живење од грев, од бреме, од болести, од потреба за храна и ќе биде целото време, односно вечноста, исполнето со наслада на вечните блага кои што Бог ни ги дарува. Колку работи и од земна димензија се поклопуваат со духовната димензија и праслика на овој празник. Тогаш настанува и природното менување и обновување во пролета на космосот, до вечна промена во нераспадливоста. Историското и природното
соединети со надисториското и надприродното, добиваат своја поголема смисла и исполнување во Пасха, односно во Воскресението. Затоа што и самиот збор Пасха значи премин. Од едно во друго. Од распадливост во нераспадливост, од несовршено во совршено. Секој човек ова радост за време великденските празнувања има почувствувано. И тоа чувство е длабоко духовно. Човекот се менува одеднаш, станува ново битие, простува, дарува, милостинува и секој кој што човек му дојде во куќа, тој го прима како свој. За него веќе нема туѓинци ни пријатели. Буквално влегува во состојба на вечноста. А тоа е и смислата на празнувањето. Човекот да излезе од тој круг на работа, јадење, спиење, работа, јадење, спиење. Да исчекори во вечноста. Зашто оттаму на вистина ништо материјално нема да биде веќе важно. Никоја страст нема да биде посакувана. Зашто битието човечко ќе доживее полнота. Ќе го најде Бога и тогаш на вистина ќе празнува. А тоа е така оти присуството на литургија и молитвено обраќање кон Бога. Секогаш како дар на нас ни пристига благодата на Светиот Дух, кој што не подсетува и не одржува во животот дека на вистина сме битија создадени за вечност. Благослови душе моја Господа, благословен си Господи. Литургијата токму поради тоа е централен момент на животот на секој христијанин. Затоа што во литургија ги имаме афирмирано во неа сите празници до еден. Значи, од припремањето за причест на проскомидија, се подсетуваме за раѓањето на Синот Божи. Кога се носи Евангелието низ храмот, си спомнуваме за неговата проповед и одење низ народ и движење и исцеленија. Кога застане свештеникот да чита, обраќајќи се со зборовите Господови кон народот, ние стануваме едни од оние кои што Христа во полињата или вадите го слушаа и по редовите. За време на големиот вход, кога даровите на вино и на леп се носат, ние како да го гледаме Христа како да оди на Голгота и на крај бива раснуван на престолот, за да, откако ќе воскресне, нам ни биде даден како леп на живот. И кога се причестуваме, ете го единството за кое што зборуваше Бог дека дојде да го спаси човекот, соединувајќи го со себе. И на крај свештеникот возгласува: Вознеси се во слава Боже, а Твојата слава и сила нека биде по целата земја. И тоа е веќе спасовден, односно последниот од празниците кои што ги празнуваме. Стоејќи во недела и на празник на литургија, стануваме учесници во Божјиот домострој за спасение на светот. Ја учиме културата на празнувањето, а тоа е радост поради стекнатиот вечен живот во Христа. Тогаш од оваа перспектива се преосмислува тагата наша, болката наша, болеста и навредата. Се добива минлив карактер. Влегувајќи во смислата и откровението на празникот и неговата реалност и неговото собитие, ние се преобразуваме. А времето во храмот ја губи димензијата на минливост. И влегувајќи во него треба да го истресеме правот на секое бреме кое не оптеретува и да почнеме да живееме со верата дека целиот живот треба да ни биде празник, испразнет од грев, а исполнет со надеж и вера во воскреснатиот Христос кој што не спаси. Затоа секој оној и кој што ја разбира литургијата и кој што не ја разбира. И оној кој што знае да се моли и не знае да се моли, кој ќе влезе во храмот, нека застане со исправено лице кон Бога. Испразнет од сите материјални обременувања. Свесен за своите согрешенија и искрена намера да се смени. И тогаш нека не биде мрзлив, нека поита кон Бога да праша дали може и тој да влезе во таа гозба за која што зборуваме. А Бог заради нас дојде од љубов. И секој грев ќе го прости, и секоја тага ќе ја ублажи и ќе ја осмисли. И преку благодата на Светиот Дух ќе му го покаже на секој верен
патот по кој што тој треба да врви за да го стекне вечниот живот и вечното празнување. Иако рековме дека средбата со другиот, со братот, е наша среќа и извор на вистинската среќа, тогаш колку поголема среќа ако има плюс едно лице во црквата, плюс едно дете, плюс еден старец или бабичка, сите тие веќе ќе почнеме на духовен план вистински да ги чувствуваме како дел од едното тело кој што е црквата Христова. И моментот на прославување на животот и радоста на животот преку верата во Христа ќе го искажеме со следните зборови. Ангелските чинови достојно се радуваат, да се радуваме и ние. Новиот ден се раѓа, незалезниот ден на воскресението, да се облечеме во празничната светлина на новиот и обновен живот, зашто Христовата победа ни ги отвара рајските порти. Од претходново кажано, можеме да излечеме само еден заклучок. Дека во однос на христијанството и нашите празници не е адекватно да се поздравуваме со среќен празник. Затоа што и западниот свет веќе го изгуби она исповедание на она што се случи за време на празникот, например за раѓањето Христово. Тие велат Merry Christmas или Среќен Божиќ. Видовме дека изворот на среќа на христијанските празници е токму спознавање на вистината која што се случила заради нас. И раѓањето, соединувањето со нас, со нашата природа. И воскресението, кое што значи наше воскресение. И затоа големите Господови празници токму имаат како поздрав едно исповедание, објава радосна на светот, како Христос се роди, на вистина се роди. Христос воскресна, на вистина воскресна. Христос се вознесе, на вистина се вознесе. И тогаш, ние сретнувајќи се со овој момент, нашата душа, со она што се случи, сретнувајќи се таа на вистина станува среќна. Затоа што покрај ближните, во тие моменти кога што ја спознаваме љубовта на Бога, токму со оној кој што извор на љубовта се сретнуваме, а тоа е Бог, а тоа е вечниот живот. Во денешнава емисија Домострој ќе направиме паралела и ќе го објасниме настанот поради кој децата после крштевање се внесуваат во храм, машките и во олтарот, за потоа да бидат причестени. Тоа се нарекува воведување во храм или представување пред Господа на новиот член, а е по пример на празникот Сретение, кога Христос како мало дете беше донесен во храмот за да се јави пред Бога. Ке се задржиме на зборот среќа, што значи во нашиот јазик, од каде потекнува зборот среќа и неговото значење, и ке позборуваме за тоа како човекот знае да празнува, од каде побудата да ги празнува празниците, да чувствува радост во нив. Кој е оној порив кој што човекот го прави празнично битие? Зборот среќа за многу работи се употребува. Кога честитаме роден ден, велиме среќен роден ден. Кога почнуваме работа, велиме среќна работа. Со среќа нека е. Среќата исто така се употребува и кога некој ќе добие лото. Меѓутоа, ние ќе се задржиме за објаснувањето на зборот среќа во вистинска своја конотација, кога ќе кажеме среќен празник. Што представува тоа? За тоа колку е културен народ, ќе оцениме според тоа како и колку знае да ги празнува празниците. Низ целата човечка историја гледаме дека нема цивилизација без свој празник. И тоа се движи, тоа празнување од митолошки, некои настани измислени од луѓето на китени, до идеолошки во однос
како е, например, празник на детето, празникот на жената, празникот на трудот, празник на некоја политичка фигура или идеолошка фигура, празник на цел еден народ или држава. Овие до некаде имаат земен корен. Меѓутоа, постојат и празници кои што се есхатолошки. Есхатологија значи наука за вечноста. Тие празници треба ние сега да ги објасниме, да влеземе во коренот нивни и да ги преосмислиме, за да човекот и тој самиот празнувајќи ги нив добие една ескатолошка, односно вечна димензија. Циклусот на живот на еден човек е спиење, јадење, работа, повторно спиење, јадење, работа. И тој циклус води се до моментот на умирање. Според ова, ние воопшто не се разликуваме од животните, бидејќи и тие истиот циклус го имаат. Меѓутоа, кај животните, чувството за одмор е повеќе физиолошка потреба. Тие мора да одморат за да продолжат да работат. Меѓутоа, човекот одморот го осмислува на подуховен начин. Тој не одмора само за да може да работи утре дента, туку во период на одмор, во период на празнување, тој ја осмислува својата работа. Кон која цел таа се движи? Каква е целта на неговиот живот и смислата негова? Затоа човекот преку ова чувствува дека е многу повисоко битие од животните. А според тоа, тој така и животот го уредува. Затоа што секоја работа, ако нема награда, ако нема одмор, за човекот би било само агонија. Во крајна смисла, и животот би бил најефтината работа која што човекот ја работи, ако плата му е смрт. Зашто на крај сите тоа го добиваме. Но тоа не е така. Зашто најдрагоцено нешто во животот на човекот е неговиот живот, неговото битие. И тоа не е случајност, нашето постоење, а според тоа и не е безвредно. Повторно ќе речем, според платата се одредува и големината на работата и важноста нејзина. А Бог ќе понатаму ќе кажеме каква награда ни даде за нашиот труд кој што е наречен живот. Што најмногу му фали на човекот? Пошто тој копне? Самата работа, зошто ја работи? Сето тоа го прави за да стекне слобода. Затоа што во овој живот, од чинот на негово зачнување и создавање, до чинот на болест, до климатските услови, па на крај смртта, сето тоа му покажува дека човекот е заробен. Не е кроител на својот живот и на својата судбина. Затоа тој, работејќи, осмислувајќи ја својата работа, го осмислува и трудот, како преку тоа стекнување на материјалното добро да си доживее каква таква слобода. Тагата на животот најдобро можеме да ја запознаеме преку делата на поетите, преку уметничките слики на најпознатите наши сликари. Зашто најрадосен момент на кој што и старите и помладите се сеќаваат е детството. Токму поради празнувањето, односно вечното празнување и со бескрајните можности кои што човекот ги гледа во животот како перспектива додека е дете. И секој кога ќе се присети на детството, тој како да почнува да празнува, да се радува. Тој момент престанува во моментот кога ќе ја спознаеме тагата од загубата. Загуба на ближни, загуба на својот сопствен живот. Затоа човекот моментите на тага и мака ги заборава кога празнува. Всушност таа тага поради загуба е всушност тага за вечен живот, за се што постои околу нас и нашите ближни вечно да постојат. А вечноста без Бога не е возможна. Затоа коренот на секоја тага е потрагата по Бога.
Во близина на Кумановската бања, на самиот излез од градот кон Свети Николе, на Вакавскиот црковен имот се наоѓа оваа мала црква посветена на светата великомаченица Мина. Таа е еднокорабна и еднокуполна црква, која е доста мала по својата градба и може да се вброи во редот на гробијански цркви. За нејзиното потекло до прецизни податоци не дојдовме. Сепак, според некои извори, денешнава црква е изградена во 1936 година и е подигната на место каде претходно постоела некоја постара капела или параклис. Долго време црквата работела во склоп на соборниот храм, денес митрополитски Свети Никола, во центарот на градот. Меѓутоа, со експанзијата на Куманово, доаѓа до формирање на нова приградска парохија во 1979 година, со седиште во оваа црква и како прв свештеник се поставува отец Драган Симоновски. Во кругот на црквата се наоѓаат селските гробишта за местното население на село Проевце и веднаш до нив на влезот постои постар објект, за кој немаме точни податоци од кога датира и првенствено служел како трапезарија за потребата на мештаните, а над кој се наоѓале старата канцеларија и просторија за свештениците. Во 1985 година, семејството на Георги Митевски од Куманово со своји лични средства помага во изградбата на нова камбанарија, веднаш до црква. Во 2014 година со благослов на митрополитот Кумановско-Осоговски, господин доктор Јосиф, беше извршено реновирање на самата црква, што опфати целосна обнова на внатрешните ѕидови, поставување на подни плочки и надворешно поставување на нова термофасада. Беше изградена и нова сувенирница и параклис за палење свеќи, како и други простории за потреба на верниците. Исто така беше извршено преуредување на дворот и подигната нова ограда. По завршувањето на овие зафати, на ден 24 ноември 2014 година, неговото високо преосвештенство митрополитот Кумановско-Осоговски, господин доктор Јосиф, го преосвети храмот на Света Мина.